Со свеќи и карамфили фрлени кон владата, новинарите го изразија револтот по вчерашниот инцидент во домот на уредникот на Нова ТВ Боријан Јовановски, на кој погребен венец му беше доставен на врата од непознато лице. Новинарите кои излегоа на протестот велат дека со ова сакаат да потсетат оти владата во изминативе неколку години овозможила амбиент на закани и притисоци кон новинарите кои што пишуваат критички. Значи ние овој венец не го фрламе во владата затоа што мислиме дека владата и премиерот го наратил венецот кој да го носи, туку затоа што мислиме дека тие овозможи амбиент во кој што новинарите ќе работат под вакви притисоци под луѓето како што гледаме и под закани за живот. Не многу пати наши колеги биле изложени на повици за линч и тоа на национални телевизии. Јавниот обвинител ниту еднаш не се осврнал кон овие закани. Сакаме да им порачаме дека овој венец им го оставаме овде како потсетник како на тоа што може да се случи, дека некој може утре на вистина ќе биде ликвидиран и дека тој товар ќе лежи на нивната совест на луѓето во оваа зграда. Двете свеќи најчесто се полат на погреби, а бидејќи ова власт на индиректен или директен начин, тоа се уште не знаеме, да можеме да го поставиме, со оглед на тоа што испрати таква порака до наш колега, до новинар, истата порака ние враќаме тука каде што е местото и сметаме дека од тука потекнува целиот говор на омраз и сиот овој револт кој што е собран кај одредени лица кои се кажуваат на овој начин. Она што се случи синоќа во семејството на Боријан Јовановски е директен атак. Не само кон неговата безбедност, туку и кон безбедноста на Нова и кон безбедноста на сите новинари во оваа држава кои што известуваат балансирано. Дојдовме тука символично да го изразиме својот револт, да го дадеме тој венец пред владата и да предупредиме да се најде виновникот и владата како индиректен учесник во тоа. На крајот денот владата има одговорност за сите напади, линчови и насилство, вербално насилство кој што се случуваат сите овие години врз критичките новинари, професионалните новинари и неистомислениците и активистите во општеството воопшто. Мислиме дека владата треба експресно да реагира на ова што се случи вчера, што е еден морбиден чин невиден досега во новинарството во современа Македонија. Сестрата на Јовановски, Светлана Јовановска, која е дугогодишен дописник од Брисел, вели дека вчерашниот инцидент е нецивилизиран начин за вршење притисок кој создава страв кај граѓаните. Ова е стварно еден нецивилизиран начин на изразување и што е најстрашно станува опасен бидејќи јас признавам дека мене синоќа ми беше страх да спијам дома. Уредничката во Нова ТВ и представник на новинарскиот пленум Билјана Стуловска побара полициска заштита за Јовановски. Доколку тоа не биде сторено, ќе сметаме дека постои директно соучесништво на луѓето кои го направи овој злостор со властите, односно МАВ. Низ текот на годините сите ние имавме големи закани, но оваа закана, велам веднаш после смртта на Никола Младенов, ја сметаме како најстрашната закана. Ова не смее да се премолчи ваквата закана и ваквиот инцидент. Покрај новинарите на протестот подршка изрази и представници на граѓанскиот сектор, вунци, поранешни политичари и пензионирани новинари. Да. Овде и секаде додека вистината не се врати на екранот во весниците во ова наша Македонија. Јас сум еден од ретките кои отиде во пензија во Македонската радиотелевизија како суспендиран затоа што се борев за вистината и натаму ќе се борам. Овде сум сега, а ќе бидам и пред Македонска телевизија. Мора новинарите белото да го кажат дека е бело, црното црно. Средина некој микс. Не, благодарам. Значи најмеродавни сте ми за